колешки Куновска, ни јас ни вие не можеме да зборуваме реално и непристрасно за македонската радио телевизија. Посебно вие, и ќе кажам зошто. Бидејќи една од задачите на пратениците на ВМРО ДПМН е да демаскираме вашата политичка неискреност. Вие сте учествувале директно во уништувањето на македонската радио телевизија. Затоа не можете да дадете искрен, реален преглед за институција од која што постизегда сте имале вие директна корист. Еве за што станува збор. Гордана Стошич, поранешна директорка на македонската радио телевизија, склучила договор со фирмата Globalcom, блиска на Социјалдемократскиот сојуз, во вредност од 350.000 евра, со што и возможила монопол врз времето предвидено за маркетинг реклама на МРТВ. Може би да овдека сето е нормално за Социјалдемократскиот сојуз, но зачудува фактот што како потписник на овој договор во име на фирмата Globalcom се јавува Софија Куновска, тогаш Матевска, инаку актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија и наша колешка. Потоа е отворена стечајна постапка за фирмата Globalcom, со која се прикриваат доказите за сомнително работење. Сигурно македонската јавност бара објаснување за ова криминогено дејство на тогашното раководство на македонската радио телевизија. И бидејќи реков дека и двајцата сигурно би зборувале пристрасно за македонската радио телевизија, вие како опозиција би го навредувале незиното работење, а ние како опозиција би го правдале. Може би најдобро е да ги подсетиме македонските граѓани за една колумна од човек кој што имал директно искуство во работата на македонската радио телевизија, човек кој што 7 години бил хонорарец во моментите кога се распаѓала оваа национална институција. Еве што вели тој човек. Токму луѓето од МРТВ ја фрлија на колена оние новинари и поранешни уредници, генерални директори, кои од јавниот сервис направија крпа за бришење на под. Истите оние на кои устата им се пени од критики на куќата од која тие 20 години рушеа цигла по цигла. Овој човек повеќе од 7 години бил хонорарец, а веќе 10 години работи во други приватни медиуми. И сите оние кои што ја уништувале свесно македонската радио телевизија ги нарекува крлежи. И вели дека тие ја оставиле телевизијата во долгови, со нула рейтинг, без тоалетни шолји, казанчиња, со репортажни возила и камера од Втората светска војна. Овие крлежи ја уништиле македонската радио телевизија и ја оставиле кираџија во сопствениот објект само на 4 спрата од постоечките 20. Овие луѓе денес можат да уживаат во програмата на македонската радио телевизија, во една институција која што работи без долгови, а ги враќа долговите од минатото, институција која има современи репортерски возила, институција која денес ни овозможува да следиме исклучително интересни настани од спортот, од политиката, забавни шоуа. Колешки Куновска, ве замолувам за одговор на првото прашање и да направиме реална паралела на состојбите во македонската телевизија во минатото и денес. Благодарам,